Met hem komen tegen Zwilli met politieke është koha për intervistën e ditës. Me mua në studio është Mile Цеков, tani më ish deputet I Знамит. Господин Цеков, добродојдовте те Валцат. Благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Која е клучната причина што одлучивте да ја напуштите мнозинството, конкретно И Знам? Видите вака, одлуката не беше донесена само врз основа на еден настан, туку процес на повеќе состојби кои ми покажаа дека партијата суштински се разликува од она што го ветувавме пред изборите и после 2 години власт тоа што се случува. Како за пример, јас пред изборите и сега сум за зголемување на минималната плата и достоинствени плати за работниците. Меѓутоа, колегите од Знам не ме поддржаа. Исто така, јас и пред избори и сега сум против отварање на нови рудници, меѓутоа колегите го поддржаа законот за минерални суровини. Исто така и пред изборите и сега барав транспарентност во јавните финансии, односно да се објават компаниите кои ги добиле државните средства од унгарскиот кредит, меѓутоа се молчеше сето тоа. Исто така предложив закон за зголемување на прагот пред одданочување од 2 на 4 милиони денари, со што голем бенефит ќе имаа малите компании и земјоделците, меѓутоа не влезе во собраниска процедура, не знам од која причина. Исто така, ние во предизборната кампања ветувавме силна борба против криминалот и корупцијата, неселективната правда, меѓутоа Артан Груби е во домашен притвор. Пред изборите зборував во рамки на партијата дека ние како нов политички субјект треба својот идентитет да го градиме од опозиција, а не слепи послушници. Генерално, овие се причините поради кои јас одлучив да заминам од движење Знам и останувам доследен на она што го ветував пред изборите. Но најважно не е мојата одлука, туку реалните проблеми со кои се соочуваат на граѓаните и треба час поскоро да се фокусираме кон тие теми. Значи, овие работи што ги броевте сега подразбира дека одлуката за напуштање на Знам не е одеднаш. Значи, апсолутно не е од вчера, не е ни од завчера, туку тоа е процес на повеќе состојби. Дали комунициравте пред да донесете ваква одлука со партијата или после одлуката? Дали ве контактира? Какви беа односите внатре во партијата во Знам? Видете, ние во рамки на партијата имавме неколку состаноци и во рамки на пратеничката група јас потенцирав и реков дека нема да отстапам од она што сме го ветувале пред граѓаните, а тоа е минималната плата, односно достоинствени плати за работниците. Македонија е самоодржлива земја во сегментот производство на храна. Исто така заборавив да потенцирам дека предложив закон за пакет антикризни мерки за земјоделците и тука не ме поддржаа. Едноставно јас реков дека од овие принципи и од овие вредности кои што сме ги ветувале пред изборите, јас нема да отстапам. Значи, вие не отстапивте, туку вашите колеги и пратеници ве гледа како опозиција внатре во Знам. Според ова што го кажувате сега, предлагајќи закони, предлагајќи поддршка за плата минимална и за разни. Тоа е нашата работа. Затоа сме ние избрани од граѓаните да работиме во парламентот, а не да бидеме слепи послушници. Меѓутоа, како ве гледа, како ве комуникацијата со пратениците како беше? Цело време кога овие ставови им ги кажуваш, дури во комисии, во пленарни, во собрание? Апсолутно не реагира. Какви беа реакциите? Да навлегувам уште едно подпрашање. Значи, дали само господин Цеков беше со своји ставови ист како пред избори и после избори, или има и други несогласувања внатре во Знам? Јас единствено можам да зборувам од моје лично име.
за одредени прашања и за одредени други теми, секако дека имало внатрешни разговори и дебата, меѓутоа никој тоа до сега јавно не излезе да го каже. Како ќе делувате сега? Најавивте дека ќе бидете независен пратеник. Ќе делувате како независен или ќе се приклучите кон некоја од партиите? Јас ќе настапувам исклучиво независен, затоа што сметам дека идеалите и вредностите кои сум ги ветувал пред изборите, а тоа е правда, одговорност, борба со криминал и корупција, подобро здравство, подобро образование, подобри плати, подобар животен стандард, тие се прашањата на кои јас ќе бидам фокусиран во иднина и ќе барам поддршка од сите пратеници без разлика од која опција доаѓаат. Господин Секов, знам во ова влада има 2 министерски места и тоа за администрација и за правда. Еве, вие како пратеник на таа партија што сте излегли од таа веќе партија, колку вие сте задоволни од работата на министрите ваши? Имавте ли комуникација со нив? Дали тие го држат таа темпо, таа програма, тие ветувања што ги кажа пред избори кога ги бараа гласовите? Видете вака, граѓаните се најголемиот судија и најдобрата оценка тие даваат на изборите. Меѓутоа, пресудата ја носат секој ден кога гледаат неправда. Како пример ќе го земам прашањето за Артан Груби кој е во домашен притвор, а ние силно во кампањата ветувавме правна држава и неселективна правда. Исто така исчезна прашањето и нема одговорност за 5 тони марихуана. Бавна е правдата за кочени. Каснаат реформските закони, каде што и поголемиот коалиционен партнер ВМРО-ДПМН имаше критика кон министерот за правда и од тука, бидејќи ние силно ветувавме борба против криминалото и корупцијата, но после 2 години системот не испорачува правда. И токму ваквите примери ја создаваат апатијата на граѓаните кон професијата политичар и генерално кон политиката. Кога сме кај граѓаните, што и препорачувате, која е пораката ваша еве на граѓаните што ве изгласа за да станете пратеник, не знам, сега откако веќе излеговте од таа партија? Јас им препорачувам дека ќе се борам за тоа што сум го ветувал на изборите и ќе се фокусирам единствено кон внатрешните реални проблеми на граѓаните. А тоа се животниот стандард, инфлацијата, силна економија, подобро земјоделство, подобро здравство и образование. Ние треба час поскоро да се фокусираме кон внатрешните проблеми, затоа што сведоци сме едноставно живееме во земја со најзагаден воздух. Ние не можеме депониите да се ги исчистиме. Граѓаните се соочуваат со секојдневни реални проблеми и јас исклучиво ќе се фокусирам кон реалните потреби за граѓаните и ќе предлагам исклучиво закони кои што се во интерес на народот. Еве, морам да го спомнам и тоа дека пред извесен период предложив и иницирав во рамки на пратеничката група на Движење Знам да поднесеме закон за потекло на имот. Ајде да го отвориме и тоа прашање. Исто така, напоменав дека треба да се укинат патерините во Македонија. Зошто да не воведеме механизам винетки? Видете ги компаративните анализи со земјите од Европска Унија кои што имаат винетки. Нашите граѓани плаќаат сериозни средства за патерините. Една винетка во Аустрија е 50 евра на годишно ниво. Банкарските трошоци. Ние имаме најскапи банкарски трошоци. Тие се генерално проблемите со кои треба да се соочуваме секојдневно. Загадениот воздух, депониите, насекаде каде се завртиш, казина, кладилници, брзи кредити.
Јас ќе го отворам прашањето и ќе поднесем иницијатива да се забранат казината во Македонија. Значи, ова ви беше едно од залагањето пред избори. Нашето залагање на движење Знам во кампањата беше исклучиво наменето и базирано на борба против криминалот и корупцијата. Јас не гледам некој да одговара во оваа држава во овие 2 години. Комуницирате ли со Максим Димитриевски? Во моментот не. Кога последен пат сте се слушали или сте комуницирале, сте се виделе? Имавме состанок пред 1 месец во парламентот заедно со пратеничката група. И сигурно сте пренеле вашите стави. Апсолутно. И кој е неговиот став? Апсолутно. Сето Кој тоа е што ставот на Максим Димитриевски конкретно за вашите барања? Баш ме интересира и дали имате после вашата одлука за одлагање, за минување од Знам. Дали имате информации за ставот на Максим Димитриевски? Не знам, јас не сум информиран, меѓутоа јас сите овие предлози и сите овие барања и сите овие предлог законски решенија не само пред 1 месец. Ја им ги кажував и пред 1 година. Ги отворав тие прашања, затоа што недозволиво е за мене од 430 предлог закони кои што ги имаме изгласано во овие 2 години, знам да биде предлагач само, мислам, на 2 до 3 закони. Јас барав проактивна улога во парламентот. Барав одредени закони да произлегуваат од нас, а не само од поголемиот коалиционен партнер. Кој беше одговорот на Максим Димитриевски на вашите барања? Кога имавме состанок во пратеничката група? Да. Видете, кој беше одговорот? Одговорот беше дека овие прашања треба да се разговараат во партијата, треба да се искомуницира и да се разговара со поголемиот коалиционен партнер, за да се има поддршка. А еве конкретно јас ќе напоменам во делот на законот за ДДВ, зголемување на прагот за ДДВ. Па тоа го има во програмата на ВМРО-ДПМН. Еве, отворете е програмата за парламентарните избори, тоа го има во нивната програма. Јас се уште ден денес не знам зошто не влезе во собраниска процедура. Го гледате ли Максим Димитриевски како виновен или одговорен главен виновник за сето ова ситуација што се случува во Знам? Видите, Максим Димитриевски Бидејќи е председател на партија. Јас не можам да најдам вина генерално кај Максим Димитриевски, бидејќи Максим Димитриевски е само единка во движење Знам. Ние во движење Знам ја формиравме заедно со многу општински организации. Не е само Максим Димитриевски, да, тој е лидер. Меѓутоа, требаше да излезе и проактивна улога од другите пратеници, од другите министри. Еве, и јас во мојата пресконференција, кога давав оставката, реков дека треба некој да понесе одговорност за изборниот резултат во град Скопје. Видете ги резултатите во град Скопје. На кого мислите? Генерално на цело раководство во град Скопје. Ние изгубивме во центар. Ние имаме под 2% поддршка во град Скопје. А на парламентарните избори имавме двојно повеќе гласови, можеби и повеќе. И никој не понесе одговорност. Никој не се отвори прашањето да дискутираме во рамки на органите и телата на партијата кој ќе понесе одговорност. Зошто доживеавме катастрофален резултат во град Скопје? Имавте ли средба на органите на партијата после изборите или откако веќе Знам влезе во владата, можеби не сте имале состаноци со ограноците, со органите на партиите? Многу малку. Мислам дека 1 до 2 состаноци само. За 2 години? Не, после изборите. После локалните избори? Да. Господин Цеков, после вашето заменување од Знам, во јавноста излезе информација дека вие сте се борили за правата на бугарите, дека сте сакале да ги внесете во Уставот. Тоа излезе и соопштение од движење од партијата. Од партијата, така е. Видете, цел тој наратив
произлезе од едно мое гостување во телевизија 24 и доколку го погледнете целото гостување и целата емисија, ќе видите дека мојата позиција е конзистентна и во самото гостување реков доколку бидеме успорени според идентитетски прашања, благодарам ЕУ не ми треба. Јас довербата и мандатот го добив на прашање со загарантирани национални и идентитетски прашања. Затоа реков дека како демократ кој ги почитува човековите права, апсолутно немам против никој етникум да биде внесен, секој етникум да биде внесен во уставот. Меѓутоа, со заштитени национални и идентитетски прашања. Јазикот, културата и идентитетот не се теми за преговарање, всушност тие се темелот на нашето постоење. Како можам јас да дозволам некој да ми го негира мене идентитетот и да дозволам, тоест да прифатам европска перспектива? Не, ќе го заштитам до крај мојот идентитет, јазик и култура. И сметам дека по однос на... Зашто мислите дека таков став имаше во соопштението? Па зошто не ме исклучија? Еве, доколку јас сум ги загрозувал националните интереси, зошто не ме исклучија? Од партијата? Да. Па чекала вие да давате оставка? Јас ги образложив моите аргументи идеолошки, принципиелни и вредности зошто ја напуштив партијата. Меѓутоа, по однос на уставните измени и уставните измени не смеат да се сведат само на одлука на еден пратеник. Ти се државнички одлуки. Како можам јас да донесам таква одлука? Кога довербата и мандатот сум го добил од граѓаните со заштитени национални и идентитетски интереси. Сме при крај на ова интервју, времето веќе е при крај. Сакам да ве прашам и ова за избори, можни избори што ги најави премиерот Мицкоски денеска. Како вие, како поранешен сега пратеник на ЗНАМ, го гледате ЗНАМ на наредни избори? Овој субјект, ова партија, како што е моментално? Доколку, да кажеме, утре се држат избори. За тоа ќе одлучат граѓаните. Меѓутоа, мора да имате некој став. Знаете како е партијата. Кои се вашите очекувања? Што ќе се случи со ЗНАМ во наредни избори? Кога и да се случува тие? Апсолутно мојот фокус сега исклучиво е да работам и да предлагам закони како независен пратеник за реалните проблеми на граѓаните. Што ќе се случи со ЗНАМ? Колку пратеници ќе освојат? Дали ќе освојат? Тоа е нивна работа. Јас таму завршив. Јас се посветувам на мојот пат, а тоа е, како што ви напоменав, да работам исклучиво и да предлагам закони кои ќе бидат во интерес на граѓаните. Во однос на тоа, со ЗНАМ како ќе делува во парламентот, доколку има некој добар предлог кој е за доброто на граѓаните, јас ќе го поддржам. Јас пред 2 дена на Комисија за економски прашања поддржав предлог закон на ВМРО ДПМН. Јас реков, се што е добро, ќе предложам и ќе бидам конструктивен. И ова сакам да го напоменам. Додека бев дел од власта, ја поддржав предлог закони на СДСМ, на Левица. Левица ја поддржав во истиот закон за зголемување на прагот го имаа предложено. Јас го поддржав, додека бев дел од власта. Оставате ли врата отворена за евентуално можно враќање ваше во ЗНАМ, доколку се работиве се сменат? Со ваква поставеност, апсолутно не. Јас мојата одлука е донесов и е конечна. Тоа што ќе прават ЗНАМ, нека прават. Ќе се кандидирате ли за наредни избори за пратеник? Исклучиво сега фокус ми е работата во собранието. Далеко се и редовните, можните предвремени парламентарни избори. Ниту сум размислувал на таа тема. Единствено сега ќе се фокусирам само на предлог закони кои што ми се спремени и ќе ги поднесам во процедура. Господин Цеков, ви благодарам многу за времето. Ви благодарам и на вас.
Шкус нервува, петом пас пак додваждане информацијата Татјана.